Љубинка Ангелова, маса број 1, прв пат се направарува на манифестацијата Вешта жена. Кажете ми, што подготвивте на вашата маса? Мојата маса, мислам дека мојата маса со име Вечна љубов, главно јадење и десерт. И погача, тоа си по мој избор, по мој личен избор. Главното јадење ми е мариниран бифтек од свинско месо, печен. Начин на подготовка. 2 килограма бифтек месо, ставено во претходно насолено, завиткано направено во 2 парчиња, замотано со кујски конец, значи прво го насолен. Става се да се малку да се пропрже на улје, околу 5 минути од сите страни, удава се улје. После тоа се ваде настрана, а претходно спремен 2 дена во сен во маринада, значи во маринада ставен. Кога се тргне од пражењето, со конец врзан се става да се пече. Печењето околу 1 час на потивка на 180 степени. На 180 степени го печев. Баш толку е. Околу десертот? Тортата? Тортата е стварно убава. Тортата се вика финети торта. Тортата е направена од 4 кори. И корите да кажам што ставам? Не. Од кори и со 4 фила. Филовите се со банана, едениот е банана фил, финети фил и трет фил и кафен со раси и бело со крем. Начин на подготовка, да кажам. Што ве натера еве да се пријавите за учество? Гледајќи ги и неколку пати сум била на Вешта жена, предизвикот да нешто кај жената што фактички што поседува. Не само да го знам, значи да го споделиш, да научиш некое искуство, предизвик едноставно и дружбата со прекрасни жени. И го закувам голем успех понатаму и повторно да се пријавите. Маса број 2, Делхана Максудова од Кочани, прв пат учествува на манифестацијата Вешта жена и има подготвено една преубава музичка маса. Делхана, кој беше мотивот еве да се пријавиш на манифестацијата да учествуваш и што имаш представено на твојата маса? Па како и секоја жена што готви дома, така и јас. Значи секој ден што готвам и еве решив да се приклучам на оваа манифестација. Кажи ми што имаш представено на твојата маса? Преубава маса, музичка, еве, која беше идејата? Да, музичка маса. Тортата е музичка. Значи имам ролат од мелено месо, погача. Сигурно е многу вкусно. Да. А тортата? Тортата? Да, и тортата. Што имамо тортата, може да ни кажеш околу 100 стојки? Па бананки има, значи сецкани бананки со ореви. Тоа е. Прв пат учествуваш на манифестацијата? Да, прв пат. Дали понатаму ќе продолжиш со вакви манифестации? Па ќе видиме времето, што ќе покаже. Што очекуваш? Очекуваш да победиш? Очекувам, да. Благодарам. Малото кралство на Евица Стојанова од Чешиново, маса број 3. Евица, еве, кој беше мотивот да се пријавите? Ви прв пат учествувате и која е темата на вашата маса? Темата на масата е Мало кралство, а мотивот пред се забава и дружење и нели, сепак да покажеме дека уживаме во купењето. Ајде да објасниме вашата маса. Вака, имам главното јадење е пилешки ролат со кашкавал, во прилог од солена погача и салата од пченка и павлака. И десерт имам киндер торта или нејзиното височество, круната, има 2 фила, чоколаден фил, со цецкано чоколадо и цецкани крем бананки и ванила фил, исто така со цецкано чоколадо и запечен
Тортата да објасниме тортата. Темата на нели името на тортата е низиното височество. Се придодадено значење на круната, нели, од фондан. И тоа е тоа ствар. Уживате да готвите секојдневно дома? Да, дома да, посебно за моите дечиња. Па едноставно сакав и да прикажам тука, нели. Очекувате ли победа? Па, секој кој учествува, очекува победа, така да и јас. Но пред се е дружењето. Пред се. Благодарам те. Надпреварувачката Гран При со етно маса Даниела Милутиновиќа-Митева преубава маса во етно стил. Даниела, ти 3 пати учествуваше на Вешта жена и сега се направаруваш за Гран При, односно си Гран При маса. Навистина преубава тема етно стил. Еве, што беше идејата да се направи една ваква преубава маса? Па искрено да кажам, немав некоја посебна идеја што да правам, како да правам. Целата маса е благодарение на мажо ми, он ја измисли. И ти си облечена така? Да. Во секој случај сакам да кажам да се заблагодарам на игрорната група Ансамбл, што ми ја даде оваа униформа да ја носам и да се уклопам со масата. Инаку целата маса углавно е со тај стил, значи старовремско. Главното јадење е селска тава, составена од сецкано мелено, пилешко месо, печурки, кашкавал, патлиџан, морков. Пред јадењето е сирење под капак, се реде значи уземјеното ред патлиџани, па се става сирење, па се реде ред патлиџани и надолу се става кашкавал и цело јајце. И тортата ми е бутим за матеница и авант. Тортата е касато, значи нема кори. У неја има бискоти, сецкани ораси, сецкани лешници, сецкани кикиритки, желе, чоколадо, тоа. Убаво е ваквото дружење, посебно што ти се направаруваш веќе 3 пати. Кажи ми што направи претходните 3 пати? Да ни победи. Првата година ми беше дипломска, втората година ми беше пролет и третата година ми беше јужен пол. Како беше успехот? Па јас сум задоволна, значи секој почеток е тежок, ама со тек на време самиот човек се усовршува. Сакаш да готвиш дома? Да. Па жената и за тоа создадена, но пред се целта на манифестацијата е и дружење. Значи убаво е да се дружите вака. Дали имаш некаде отидено за Вештите жени? Дали патуваше? Па до сега немам патувано, секој пат кога требаше да патувам или се зафанев со испити на факултет или нешто. Еве сега можност. Да. Благодарам за разговорот и еве ти посакувам среќа понатам. Хвала. Haydi 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 haydi.
25 години традиција се одржува вешта жена во нашиот град, а инаку на ниво на Македонија 26. Главна организаторка Снежана Стојановска, која секогаш знае успешно да ја организира манифестацијата и секогаш се преполни рестораните на оваа манифестација. А секако има големо учество, голем интереси за учество. Снежана Стојановска, ве најавив, еве кажете ми, колку жените се вешти во кулинарството, колку сакаат да учествуваат на вакви манифестации и еве во Кочани повторно имаме заинтересираност. Имаме 4 преубави маси, од кои едната е Гран При, која 3 пати се натпреварува досега. Прво ги поздравувам сите гледачи на вашата телевизија. Преку камерите ќе имаат можности гледачите да видат она што имаат подготвено над преварувачките. Меѓутоа, во делот кои жени се вешти? Вешта жена е само онаа која се надпреварува. Вешта жена е онаа која ќе излезе пред толка голема аудиториум и ќе ги покаже своите квалитети. Додека за во кујната сите сме вешти, сите знаеме да подготвуваме, а нашата причина е само масата, додека главната цел е да ги соединиме жените од цела Македонија, без разлика на сите различности, по вера, по нација, по политичко убедување, по возраст, да ги направиме да бидат еднакви. И за овие 25 години успеавме да се ставиме во делот на брендови кои што ми се чини дека нема кој не знае што е вешта жена, баш од таа причина. Значи, лично јас како организатор сум беззначајна ако позади мене немам илјадници жени за овие 25 години кои ги следат сите овие работи, ги поддржуваат, а пред се го сакаат она главната цел што ние. Го сакаат македонскиот народ, ги сакаат жените меѓу себе, затоа што силата во семејството е жената од една обична причина. Таа умее да препознае, умее да открие, умее да ги смири сите страсти кога се во прашање, а замислете која е улогата на организаторите, без разлика дали сум јас или овде на локално ниво, да кажеме за Кочани. Тоа е енергија која што треба да ја споделиш со некој во кој што или очекуваш дека ќе биде супер неговата изјава, или намерата му е сосем друга. Да направи некој дел каде што ти на крај не ти памет не ти текнало дека може да се случи, меѓутоа музиката, забавата, дружењето и прекрасната Ирена Спировска која знае да ги среди сите тие печатоци е дел од она што го сакаме. Само да споменам дека успешно се организира и етно вешта жена. Значи жените, освен вештините во кулинарството, ја покажуваат и својата хуманост. И во Кочани се одржува неколку години етно вешта жена. И понатаму продолжувате со таквата организација. Значи етно вешта жена ја одржуваме во есенскиот дел и средствата се наменети за децата со посебни потреби. Меѓутоа, 2016 година на наше задоволство покровител на етно вешта жена не препознаа од Диго и тие бара да тие бидат оние кои што ќе ја отпечатат таа книга и ќе биде поделена на сите гости со тоа што, значи, веќе нешто кога ќе знаеш да го овековечиш, што ќе го ставиш на хартија, иако ние со сите овие нови, модерни, интернет, едно друго, сепак мислам дека книгата е онаа што треба да се прочита. Така. Продолжувате со организацијата и ви имаме 3 напреварувачки оваа година, зборувам за вешта жена, преубави маси, но имаме и Гран При напреварувачка, така? Значи, според нашите пропозиции, надпреварувачка има право да се надпреварува 3 години, после 3 години влегува во жири. За Гран При категорија може да се надпреварува секоја она која завршила 3 години со надпревари, па направила 3 години пауза, така да за наше задоволство имаме Гран При учесничка. Она на општинските само се промовира, а незиниот
главен настап ќе биде на републичкото финале 12 и 13 мај во Лешочкиот манастир. Исто и победничката од оваа. Така, значи сега гласа и публиката, гласа и жирито, совкупниот број бодови од овие три се избира само. Знаете што, кај нас нема победничка. Избираме една која го представува градот на републичкото финале, затоа што сите учеснички обезбедуваат патување на Јадранското море годинава, со тоа што ја обезбедуваме целото семејство вешти жени да се запознаат меѓу себе. Останувајќи на локално ниво, ние ништо не сме направиле. Ако тие истите не патуваат со другите вешти жени, замислете, 150 жени имаме веќе најава оваа година дека ќе учествуваат во изборот, кога ќе се соединат заедно со една иста позитивна мисла, тоа е богатство. Благодарам и многу успех понатаму во организацијата на Вешта жена воопшто. Благодарам јас на вас. Атрактивната Ирена Спировска и даде посебен шмек на целата манифестација и на локално, но и на државно ниво. Сакам да споменам дека Ирена Спировска секогаш со својата неодоливо водителство секогаш добро ја представува целата манифестација. Ирена, кога добиеш комплимент од жена, тоа е секогаш вистински, така ли? Благодарам, да, благодарам многу за убавите зборови. Задоволство ми е што некој што се занимава со оваа работа, ете ми кажува нешто вакво. Преубаво е да се дружи човек со вештите жени. Сите што барем еднаш дошле на оваа манифестација знаат за каква енергија зборувам, за колку убаво дружење, размена на искуства, да се цени, да се почитува вештината на жената, затоа што женската работа дома најмалку се гледа. Секоја жена ќе сготви ручек, сите ќе седнат на маса, ќе изедат, жената после треба да го среди домот и некако најмалку се гледа тој труд и таа вложена енергија. Вешта жена е манифестација на која што се воздигнува на еден посебен пиедестал таа вештина на жените, креативноста, нивната фантазија и е можност да сите да научиме по нешто ново, да видиме некоја нова идеја од останатите жени. Секој град има свои специфики. Многу е убаво што од година в година учествуваат и млади надпреварувачки. Младите луѓе носат нова енергија, нови идеи, така што навистина едно прекрасно искуство, без разлика дали е некој гостин, дали е надпреварувач, дали е дел од организација или на било кој друг директен или индиректен начин е дел од Вешта жена. Важно е да сме сите тука некаде дел во ова големо семејство на Вешта жена. Кочани оваа година три исклучително подготвени надпреварувачки кои што имаат сервирано прекрасни маси, дури еве вашиот град оваа година има една гранд при надпреварувачка, па ќе видиме кој ќе биде најдобар и кој ќе го представува Кочани на републичкото финале во Тетово. Имаме и, односно немаме предрасуди во однос на националноста, како што каже и главната организаторка, со тоа што имаме и учесничка ромка. Тоа е убавината, таа шареноликост на жените и кога е во прашање националноста, старосната возраст, професионалната определба, политичката. Вешта жена е, мислам, една од ретките, ако не е единствена работа во нашава држава која што ги сплотува луѓето, а не ги разодинува. Тука можете да сретнете во градовите и жени, турчинки, албанки, босанки, македонки, сите заедно се дружат, сите заедно учествуваат, гостивар. Тетово се градови кои што се нели со мултиетнички сустав, таму многу често има исто надпреварувачки од различни националности и тоа дополнително ја збогатува сликата на Вешта жена и нашето убаво македонско поднебје. Мислам дека разликите на вистина треба да не сближуваат, не да не разединуваат. Се чувствува и твојата позитивна енергија и еве дека сакаш манифестацијата и живееш со неа. Па така е, толку многу години имам задоволство да бидам и јас дел од Вешта жена. Веќе низ годините се изгради такво нераскинливо пријателство со жените од цела Македонија. Замислете, жени од македонска каменица кои што се познаваат со жени од Кочани или со жени од Струга, кои што можеби не би се сретнали никогаш во живота да не е Вешта жена. Така што манифестацијата како манифестација на вистина постои 4 век. Меѓутоа пријателството и ги надрасна границите на Вешта жена. Ние веќе не се случува да дојде роден ден на некој од нас, да не кренеме телефон да си честитаме, да не си отидеме дома на куќина слава, да не си честитаме други убави моменти и задоволството е поголемо кога знаете дека доаѓате на место каде што имате лични пријателки со кои што можете да испиете кафе, кај кои што сте биле дома и тоа прави да
да ми причинува на вистина исклучително и чести задоволство секоја година додам во сите градови. Често пати ми велат, леле, па нели ти е напорно одиш, затоа што ние непосредно пред да дојдеме во Кочани, претходната вечер бевме во гости врз се бираше Вешта жена, значи завршува Кочани, одиме Струмица и никој тоа кога ќе прашат нели ти е тешко, јас вам ја уживам и додека патуваме ние се дружиме, разговараме, раскажуваме како било во претходниот град, очекуваме што не чека во следниот град и навистина е големо задоволството. Во однос на твојот ангажман во телевизиите, работиш повторно во Алфа со Круг на знаење, така? Да, сега за сега Круг на знаење прави пауза, значи се подготвуваме интензивно за новата сезона, веќе е во тек пријавувањето на заинтересираните кандидати кои што секојдневно прашуваат ајде кога ќе почнете. Следната недела мислам дека веќе стартуваме со снимањата, влегуваме во студио и очекувам уште еден циклус во кој што на надпреварувачкото столче ќе седнат многу нови надпреварувачи, можеби дел од старите и се надевам ќе имаме во оваа сезона малку повеќе жени, затоа што ги немаше доволно во доволен број во претходните 2 сезони. Ирина, ти благодарам за разговорот, секогаш си позитивна и ја пренесуваш таквата позитивна енергија не само на мене, туку на сите жени и на сите учеснички и присутни тука. Ти благодарам и еве ти посакувам уште понатаму уште многу години вакви организации да водиш, вакви манифестации. Благодарам многу успехи на вас, на целата екипа на вашата телевизија и морам еден голем поздрав да упатам до сите жени од Кочани, од околината што дојда годинава на манифестацијата и да ги пофалам дека прават фантастична атмосфера, што докажува дека жените се желни за едно вакво другарување. Браво за нивното расположение, за веселата атмосфера и за желбата да се дружат и да бидат дел од овој нас. И со оглед на тоа дека 25 години правиме организација во Кочани, манифестацијата Вешта жена веќе се организира 25 оваа година ни јубилеј. Да, честитки за јубилеот, да се множат. Марија Мишева, организатор на Вешта жена на локално ниво. Марија, како годинава сте задоволни еве од организацијата? Оваа година имаме 3 нови учеснички, од кои имаме една ромка. Се подигнува свеста кај луѓето, нема предрасуди за националноста, значи верската припадност. Тоа се нови надпреварувачки кои ќе ја продолжуваат традицијата за да Вешта жена обстојува во градот Кочани. Инаку сум задоволна и од одзивот на публика, на нашите сограѓанки кои дојдоа да ги бодрат нашите надпреварувачки, од кои ќе изберат една маса која ќе оди во Тетово и ќе го представува нашиот град како Вешта жена на градот Кочани. Така, Кочани секогаш е добро представуван во Тетово. Еве и оваа година претпоставувам дека ќе избереме најдобрата. Нема победнички, кажавме дека сите се победнички, но битно е дружењето, но еве мораме да имаме представничка од Кочани што ќе го представува нашиот град. Исто така оваа година имаме и етно вешта, имаме и представничка за Гранд При која е у етно стил. Масата е доста интересна, така да дава го погледот на градот Кочани со уетно стил. Така, со масата. Да. Ви посакувам голем успех понатаму во организацијата на Вешта жена на локално ниво и уште многу вакви организации да се организираат. Благодарам многу. Благодарам што бевте присутни да ја снимате организацијата. Благодарам. Жирито најмногу бодови за вкус на главно јадење додели на јадењето од масата на Љубинка Ангелова, маса број 1, прво место од жири за вкус на главно јадење. Честитки! Надпреварувачките добиваат диплома од Вешта жена, добиваат по една роза, подарок од организаторките од Кочани, односно букет рози, и добиваат патување на Јадранско море од Вешта жена, заслужено уживање и дружење со вештите жени за вложениот труд и подготовка на масите. Прво место во дисциплината Општ печаток, жирито додели на масата на Делхана Максудова, маса број 2. Честитки за Делхана, исто така диплома и букет рози. Преубави им беа масите. Преубави беа и тортите. Прво место за декорација на десерт.
Жирито додели на десертот од масата број 3, тортата на Евица Стојанова. Киндер кралската торта нејзино височество, прво место од жири. Вешта жена доделува диплома на Гран При масата, единствената Гран При надпреварувачка во Кочани со оваа година. Даниела Милутиновиќ Митева, честитки за Даниела, преубава Гран При етно маса и за неа диплома од вешта жена, цвеќе и секако заедничка фотографија, Фото Плюс да го овековечи и годинашниот општински надпревар на вешта жена за град Кочани и потоа ќе ги чуеме конечните резултати. И да видиме сега како гласаше публиката. Кој доби најмногу гласови од присутните гости? Најмногу гласови успеа да усвои масата со реден број 3. Евица Стојанова, прво место од публика. Кралската маса на Евица, најмногу гласови од присутните гостинки. Да видиме сега кој го добива првото место од жирито. А збирната оценка од жирито со најмногу поени, прво место од жири, добива масата со реден број 3. Евица Стојанова, прво место од публика, прво место од жири и вешта жена на Кочани за 2017 година. Честитки за Евица, кралската маса и ја донесе првата награда и токму таа маса ќе видиме на републичкото финале на вешта жена на 11 и 12 мај во Лешочкиот манастир во Тетово, кога Евица ќе се бори на градот Кочани да му ја донесе можеби дури и титулата вешта жена на Република Македонија и посакуваме многу среќа. Честитки и за неа, но и за сите останати надпреварувачки. Одлично беа подготвени, се презентираа во најубаво светло и веруваме на сите ќе им остане во прекрасен спомен ова денешно дружење и учеството на општинскиот надпревар за 2017 година. Евица Стојанова од Чешиново со незината маса Мало кралство е победничка на овогодишната манифестација Вешта жена во Кочани и ќе го представува нашиот град на републичката манифестација во Тетово на 11 и 12 мај. Евица, како се чувствуваш и еве ти си победничка, ти ќе го представуваш Кочани, односно целиот град на републичката манифестација? Возбудена сум, не ја очекував наградата, но сепак фала на сите што гласа и на жирито нормално и се надевам дека пред се во Тетово ќе се поминиме убаво, ќе се дружиме и дека ќе го представам градот со добри резултати, со убаво светло, во убаво светло. Така, прво учество, прв настап и прва победа. За се има прв пат, нели? Така и јас. Ќе продолжиш понатаму да учествуваш на вакви манифестации? Па, да се надеваме. И дружењето ќе биде многу важно тука, бидејќи ќе патувате на Јадранско море. Да, да. Ти посакувам многу успех понатаму и еве добро да го представиш градот Кочани на републичката манифестација. Фала. Среќа. Фала.